Другарки и другари, почитувани гости, драги селчани. Денеска, отварајќи го овој скромен споменик, подигнат во чест на Војдан Чернодрински и Арсени Јовков, со благодарност, но и со нескриена гордост, си спомнуваме дека овие двајца великани на нашата национално-ослободителна борба, литература и публицистика, се родија и младоста им помина овде, во ова наше село, стиснато во полите на бунтовниот Караорман. Помолам председателот на Општинското собрание на Струга, другарот Ристо Милевски, да го открие споменикот. Овде, во Селци, во ова некогаш богато и будно печалбарско село, кое во Илинденското востание даде 2 чети, а зеде и мощне активно учество во народно-ослободителната борба, на 25. март 1884 година се роди Арсени Јовков, истакнат македонски патриот и револуционер, вдахновен поет на национално-ослободителната борба, безкомпромисен и темпераментен журналист и публицист, омилен народен трибун, соборец, близок пријател и истомисленик на Ѓорче Петров и на Димо Хаджидимов. Во Селци, 9 години пред Арсени Јовков, се роди и Војдан Чернодрински, основоположникот на македонската драма и театар. Од тука, од Селци започна нивното долгогодишно другарување и пријателство, но и нивната заедничка борба за доброто на својот поробен и национално обесправен народ. Се доскоро Селци немаше пат, но неговите жители од секогаш патуваа на 4 страни од светот во потрага по заработувачка и насушната корка леп и секогаш се враќаа во родното село, се потврсто уверени дека на робството, на безочните ограбувања и злосторствата еднаш мора да им се стави крај. Меѓу оние кои пред робството ја предпочитаа слободата и ги дадоа и своите животи за неа, беа и Танаско, татко му на Арсени Јовков, и неговиот постар брат Нико. Танаско Јовков, еден од највидните првенци во Селци, организатор на народниот отпор далеку пред да биде формирана внатрешната македонска револуционерна организација и оснивач на првото училиште во Селци, беше убиен од заседа. Но неговата маченичка смрт не ги заплаши и обескуражи неговите синови Нико и Арсении. Постариот Нико беше организатор на национално-ослободителното движење во овој крај и загина во близината на селото Мраморец на 11. август 1903 година во разгорот на Илинденското востание. Местото на кое остане да почива учителот од Селци Нико Танасков Јовков, душата на малесиските чети, поклоникот на француската револуција, обожавателот на Виктор Уго, од чија борбеност беше пленет, народот во знак на почит и благодарност го нарече Ников гроб и испеа песни кои денеска се пеат низ неговата родна жупа и Малесија. Омладиот син на Танаско Јовков, Арсении, се школуваше во Селци, Дебар и Битола. Опфатени од револуционерниот вриеж, што ја крена цела Македонија, и учениците од Битолската гимназија, организирани во револуционерни кружоци и распределени во групи од 15 до 20 души, раководени од десетари, забрзано се подготвуваа, спремни да го дочекаат Илинденското востание. Десетар на една ваква група во 1903 година беше и Арсени Јовков, седмокласник во Битолската гимназија. Нему му се падна и честа, заедно со неговиот другар и соученик Драган Зуграфов, да направат скица на знамето на главниот штаб на Илинденското востание, што скришно го извезоа битолските учителки. Поттикнат од вродениот творечки немир,
но и од општиот револуционерен полет, во гимназијата во Битола, младиот Јовков училишните тетрадки започна да ги исполнува со стихови. А кога наскоро, директно од ученичката клупа ке стапи како секретар во четата на војводата Тасе Христов, Арсени Јовков цврсто ќе ја стегне пушката, но не ќе го испушти ни перото. Во часовите на преддив, меѓу две борби, меѓу два јуриша, тој ќе пишува песни, восхитен од сенародната борба, од самопожертвуваноста на востанатиот народ. Овие драгоцени поетски сведоштва, создадени во екот на востанието, Арсени Јовков загрижено ги чуваше во кожната секретарска чанта, заедно со шифрираните и другите наредби и пораки. И успеа да ги сочува. Така што по датите и местата каде што ги пишувал песните, може да се реконструира и движењето на неговата чета во востанието. Така, Арсени Јовков беше меѓу ретките, ако тој не е и единствениот наш литературен творец, кој Илинденската епопеа директно ја преточи во стихови. Некои негови песни уште тогаш ги прифатија востаничките чети и народот, но сепак поголемиот дел од нив се главно лирски минијатури, распнати помеѓу восхитот од победата и горчината на поразот. Из гората се шета тажна есен. И жолти лисија по полека капат. Од моите браќа многу мина не се пак тука. Кај не сретна напад нас пролет. Честито ли време во кое душата се полнеше со оган. И секој беше готов се да земе. А и патот Трнов беше лесен тој. Време честито. Пролета што стигна, ја празнувавме распеани. Та нас нанозе в гора не дигна неволја од сите можни страни. Зачинам како тогаш. Гората се буди. Тоа беше тука. Во мојот крај роден. Сака. И денеска пак тука судбата ни суди. Да те болуваме земја неисплакана. Зар дојде часот злокобен за сите? Зар мечтите овенаа колисија да се? Каде ли се денес, другари? За делба и за тага овој час. Таму ним долу в поле им е гробот. Ние ќе се растуриме во ноќта тажна. Злочеста е судбата на робот. Низ гората есено копана фаќа. За смрт шепнејки лисијата капат. Тука беше многустрадни браќа. Пролетта, кога не сретна напад. Македонските боишта и пепелишта по задушувањето на востанието
Арсений Јовков ке ги напушти дури кога планините ги завее снег. Привремено за солниште тој најде во Егејска Македонија, во селото Суровичево, но кога ке се обиде да ја премине турско-грчката граница, беше фатен и неколку месеци остана во затворот во Лариса. Но и оттам успеа да избега и со параброд преку Атина пристигна во Варна, каде беше прифатен од македонската емиграција. Но иако веќе далеко од својата татковина, тој длабоко во себе ги впи поуките и пораките на Илинден и никогаш не ги заборави и изневери. Ги изразуваше ни стихови инспирирани од македонската народна поезија, од животот на својот поробен народ. Во овој период тој ги напише поемите Проклетина и Јасногрејци, а ги преведе од руски и Бајроновите поеми Child Herald и Абидоска невеста. Во Варна, Арсений Јовков започна да го издава и весникот Слободен глас, а го организира и Дебарското благотворно братство, чиј прв председател стана тој. Во овој црноморски град Арсений Јовков и ке се задоми. Таму ке му се родат керките Љупка, Слободка и Екатерина. Но иако до крајот на својот живот остана примерен сопруг и татко, љубовта кон семејството не ја намали, ниту ја потисна љубовта кон татковината, кон национално и социјално обесправениот негов народ. Таа е проткаена и во неговото најзначајно литературно дело, поемата Илинден, која Арсений Јовков со право ја нарече роман во стихови, но од која успеа да објави само неколку поголеми одломки. Прологот и 4 пејања на оваа поема со над 2300 стихови остана во ракопис и најверојатно незавршена поради убиството на Арсений Јовков. Но и од делот што е сочуван, повеќе од очигледно дека Јовков настојувал да создаде широко и развиено епско платно, низ кое ќе се согледа не само величината на илинденската епопеја, туку и причините кои го предизвикаа Илинден. Бројните лица и ширината на темата јасно ги откриваат намерите на Арсений Јовков. Оваа поема има и символичен карактер, бидејќи нејзиниот прв дел завршува со своевидна апотеоза на крали Марко, како символ на непобедивоста на македонскиот народ. Јунаку грозен, горломно име, се народен одглас на славата древна, со векови темни минатото гигант во твојата сенка се претопи гневна. Подвизите твои, вековечна бура, неспомнати не се од славјанско племе. Зар постои земја во која до денес прекрасното име не ти мина вшемет? Поголемо име зар некаде има што утеха носи по колиби сегиде? Ќе најдеш ли јунак со пострашна сила што народна слава го родила негде? Послушајте, певец низ химна со дела јуначки подвизи име му краси, а песната громко со препади смели честитите мечти ги буди во страсти. Го бркаше Марко Кеседжија Муса, со боздоган тежок во борбата дива, со шарецот летал и мафтал со пусат, дамасклија која ја криел сред грива. И пресече пранги со единствен замав. 3 синџири робје тој спасил од мака. Смелиот јунак на дивани меки 10 браќа изнагостел силно. В 10 чаша од виното реки се пиело саноќ, се пиело вино. Тој мегдани лути се пуштил да дели со дете Дукадинче, со маđарот Филип, од кое ли царство не дојдоа смели со Марка Господина да измерат сили. Со енергија, жар, упорност и смелост, достојни само за вистинските народни трибуни, Арсений Јовков се фрли на работа среде македонската емиграција во Бугарија и кога по Првата светска војна ке се пресели во Софија, останувајќи им верен на идеалите на Гоце Делчев, Ѓорче Петров и Јане Сандански,
се повеќе прифаќајки и афирмирајки ги идеите на Октомвриската револуција и на се понараснатото работничко и комунистичко движење. Арсений Јовков беше убеден дека единствено работничката класа и незината борба за уривање на корумпираните буржуаски режими и дворски камарили во соседните земи може да ја обезбеди толку долго очекуваната национална и социјална слобода на неговиот народ. Во 1922 година Јовков го презема уредувањето на весникот Илинден, гласило на Илинденската организација и легален орган на македонската левица. Нечуениот терор и безпоштедните пресметки и братоубиства беа веќе секојдневна појава на бугарската општествено-политичка сцена, кога Јовков го презеде уредувањето на весникот Илинден. А кога полицијата ќе го забранеше, наскоро весникот ќе се појавеше под друго име, уредуван од Јовков. Така во период од само 2,5 години, Арсений Јовков ги издаваше, а неретко и самиот целосно ги исполнуваше со собствени статии весниците Илинден, Пирин, 20 јули. Иако насловите на весниците беа различни, нивната програмска ориентација беше истоветна, а новинарското перо на Арсений Јовков се поубоито. Благодарение на Арсений Јовков, во 1924 година беше усвоен и во весникот 20 јули објавен познатиот меморандум на Илинденската организација, упатен до бугарската влада, во кој се разобличуваше експанзионистичката политика на бугарската буржуазија и на дворот кон Македонија. Нека еднаш за секогаш се разбере, пишуваше Арсений Јовков во овој меморандум, дека бугарскиот државен патриотизам, со кој често се китат бугарските државници од 1890 година па се до денеска, и македонскиот патриотизам се две работи меѓу кои не само што нема ништо општо, туку се и спротивни. Наскоро потоа, Арсений Јовков го објави и познатиот манифест на ВМРО Обединета. Весникот беше запленет, но тој успеа да растури поголем број негови примероци. Зафатен со секојдневниот рискантен двобој со силите на реакцијата и среде македонската емиграција и среде бугарската јавност, немилосреден разобличувач на традиционалниот и жилав бугарски шовинизам, но и на македонскиот врховизам кој сега се појави во ново фашизирано руво, преземајќи ја улогата на јуришен одред во служба на бугарската буржуазија и двор, Арсений Јовков се афирмира како еден од најистакнатите македонски прогресивни журналисти и публицисти, чија задлабоченост, темперамент и прецизноста на мислата единствено може да се мерат со перото на еден Ѓорче Петров или Димо Хаџидимов. Од страниците на неговите весници, во овие критични моменти за македонското револуционерно движење, Арсений Јовков буквално грмеше: масите, тој збир на неизвестните, само тоа е силата која во името на своите реални потреби и чувствувања може да се бранува, да се бори, да прави револуции. Или, конкретизирајќи ја познатата мисла за улогата на масите што ја прават историјата врз реалните македонски прилики, тој подвлекуваше: македонскиот орач, кој ја ораше земјата на малите султани, турските бегови, македонскиот горјанин, кој не можеше да се ползува од гората до собственото село, од пасиштата на својата планина, зашто беа собственост на агите, македонскиот занаечија, кој при опаѓањето на занаетите пред европската индустријска конкуренција се повеќе и повеќе се обединуваше, македонските селани и граѓани кои се повеќе се задолжуваа, кои враќајќи се од туѓина беа плјачкани од арамиите, а во селото и во градот од беговите и агите, од пољаците, сеимените, кадиите, таксилдарите, спахиите. Тој македонец беше веќе подготвена запалка за експлозија. Со искреност и одважност, која и денеска возбудува, Арсений Јовков од страниците на своите весници и на јавните собранија укажуваше: а ако ние во минатото вршевме социализација на турските чифлици во Македонија, ако ја сакавме слободата на Македонија макар и по цена на пепелишта, зошто да не ја пресретнеме и од исток,
по цената на некакво разграбување на имотите на чорбаджиите, и тоа на оние чорбаджии, кои во минатото самите ги стрелавме и кои ги одречуваше уште нашиот првоучител Христо Ботев. Во името на овие идеали, речиси како и Димо Хаджидимов, Арсени Јовков порачуваше: земите кои имаат народни манифести како што е Илинден 1903 година не умираат. Тие манифести стојат повисоко од договорите за мир, од политичките шпекулации, од трговијата со народите. Народите што го дале Илинден можат да дадат и втор. Со ваквата своја бескомпромисна дејност, Арсени Јовков фактички самиот си ја потпиша смртната пресуда. На 12 септември 1924 година тој беше повикан со група истакнати раководители на Илинденската организација на божемно советување во Горна Џумаја, денешен Благоевград. Предупреден од Димо Хаджидимов да не оди во подготвената стапица, тој долго се премислуваше, но сепак реши да отиде, не сакајки да му се префрли дека се плаши од своите убијци. И отиде. Таму, во Горна Џумаја, во познатото горноџумајско клање, го изгуби животот на 14 септември 1924 година и Арсени Јовков. Ден пред тоа на Софиските улици беа убиени Димо Хаджидимов и Славчо Ковачев. Тоа беше знак за масовни убиства и на најдобрите синови на македонскиот и на бугарскиот народ. Така го заврши својот бурен и пренапнат живот Арсени Јовков, предано служејки на својата татковина, борејки се до последниот здив и со пушка и со перо, кое неретко беше поефикасно и од најубоитото оружје. Затоа, македонскиот народ со должниот пиетет ја одбележа 95-та годишнина од неговото раѓање и 55-та годишнина од неговата смрт.